Над 200 професионални возачи се во проблем со личните документи. Беше речено денес на средбата помеѓу транспортерите и министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски. Веќе имаме над 200 возачи кои што се соочуваат со тоа 100 и нешто кои веќе се сликале, не ги добиле што треба да се сликаат. Еве за сообраќајните тоа се изнајде на начин да има меѓународни дозволи кои ќе се прават, значи чекор по чекор се работи и тука најдов неразбирање на министерството, кои што нашите списоци што ќе ги правиме, ќе ги праќаме, дека ќе се лиферуваат понатака до Министерството за внатрешни работи. Битно е секој возач, бидејќи не знам дали знаете, 96% од превозот во увоз и извоз во Македонија според статистика се врши по патниот сообраќај. Според транспортерите, проблем има на сите гранични премини, но најмногу на македонската граница. Се соочуваме со проблем со документацијата. Има одредени возачи кои се уште имаат стари документации и не идуваат на проблеми на граничните премини, најчесто на наша страна, на македонска. Што е кој дел од документацијата е според? Документацијата, возачките дозволи кај некои и пасошите. За овие проблеми министерот Бочварски вети решение на следниот начин. Разговарав со Министерството за внатрешни работи во однос на формирање на брза трака за издавање на патните документи, пасоши за возачите, за професионалните возачи, и за тоа е изнајдено решение. Можем да истакнам дека ќе биде формиран список од страна на двете здруженија на возачи кои што се професионални со свој сертификат за професионален возач, и тој список ќе биде доставен до Министерството, ние ќе го препратиме до Министерството за внатрешни работи за веднаш да бидат издадени оние пасоши, оние кои што треба да бидат повикани на фотографирање веднаш да бидат повикани, оние кои што веќе се фотографирале веднаш да им бидат изработени пасошите по редовна постапка, но на брза трака да ги добијат своите документи. Колков ќе биде ударот врз компаниите и македонската економија воопшто со замената на личните документи е неизвестно, но на граничните премини од некои земји старите документи на возачите се уште не се проблем, бидејќи освен нашата, во прашање е и нивната економија.